Одбележувањето на годишнината од добивањето на томосот за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија е историски настан со кој се тргнаа сите неправди и понижувања од минатото. Сега, откако сме препознаени како полноправни членови и органи на Светата Соборна и Апостолска црква, пред нас е уште една поголема обврска и посвета должност, рече архиепископот Охридски македонски господин Стефан на заедничката свечена литургија со српскиот патриарх Порфири по повод возобновувањето и прифаќањето на автокефалниот статус на МПЦ што се одржа во Катедралната црква Света Софија. И во тешките 2,5 столетија по неканонското забранување на дејноста на Охридската архиепископија, како боголюбив народ, покажавме дека нашиот однос со Бога е толку длабок, што никакви надворешни и историски условени пречки не може да го нарушат. Секој народ има свој печат, кој не е даден за да биде повод за спротивставување, за дистанцирање или за судири. Секој народ има некоја своја особеност и сите зборуваат на јазик кој обединува, истакна српскиот патриарх господин Порфири, кој чиноначалствуваше на заедничката богослужба. И не постои више црква. Постои само една света, саборна и апостолска православна црква. Не постојат повеќе цркви. Постои само една света, соборна и апостолска православна црква. Постојат организации и администрација, епископии, митрополии на автокефалните цркви, но секоја автокефална црква е во нераскинлива врска со сите други помесни цркви. Јесте у нераскидливом единству со свим другим помесним црквama. Со одлука на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, српскиот патриарх Порфири беше одликуван со орден на Свети Климент Охридски. Орден на Свети Климент Охридски на прв ред се доделува на неговата светост патриархот српски господин Порфири за покажаната љубов кон Македонската православна црква и кон благочестивиот македонски народ, посведочена преку доделувањето на томосот за автокефалност на Македонската православна црква Охридска. Од денес официјално Македонската православна црква и Православната Охридска архиепископија се обединија во една црква, односно тројцата владици на ПОА, меѓу кои и расчинетиот владика Јован Вранишковски, кој после 20 години се враќа во редовите на МПЦ. За поделбата на епархиите ќе се одлучува на седница на синодот, пошто ќе биде и официјално објавена. Одлука има, но истата не е верифицирана од страна на целиот синод, појаснува владиката Тимотеј. Тоа ќе се случи на 20 овој месец. Неофицијално, тројцата владици на Македонската православна црква, кои отстапуваат делови од своите епархии на новите владици, се Преспанско-Пелагионискиот господин Петар, Кумановско-Соговскиот господин Григори и Брегалничкиот господин Иларион.